Добро вечер и добре дојдовте во емисијата 360 степени. Според познатиот возен ред, на почеток генералната најава за темите што ги покриваме и анализираме вечерва. Модно студио од Битола со скромни приходи и двајца вработени и што туку регистрирана фирма со српски собственик добија тендер за униформи за специјалните полициски сили од 3,8 милиони евра. Is there a sense which British companies are going to apply for this kind of infrastructural projects, railway, health sector, hospitals? Certainly we've introduced British companies to the government. I can't probably name them now, but as soon as we can, we'll come back to you and we'll be open and transparent. Нова форма на јавен превоз во Скопје, кар шеринг или изнајмување електрични автомобили. Ние не се доживуваме како конкуренција, но туку се доживуваме како дополна на јавниот сообраќај, односно јавниот сервис. Министерството за одбрана и армијата со акцијски план ќе ја подобруваат застапеноста и статусот на жените во своите редови. Мене да ми понуди некој да бидам командант на бригада, викам да, можам и умеам да го направам тоа. Ме разбирате ли? Првата сторија е за неодамна подпишаните договори меѓу Министерството за внатрешни работи и две фирми за набавка на униформи за потребите на специјалните полициски единици. Станува збор за рамковни спогодби со времетраење од 3 години и вкупна вредност од 3,8 милиони евра. Едната компанија е всушност модно студио од Битола со двајца вработени и годишни приходи што не надминуваат 20.000 евра. Другата фирма е од Скопје со сопствеништво од Србија, регистрирана непосредно пред распишување на јавната набавка, што е дел од дефиницијата на Бирото за јавни набавки за така наречено црвено знаме или аларм. Александар Димитриевски. Ова видео со драматична музика, пукање од оружје и генерално полно со адреналин е на Министерството за внатрешни работи. Во него се прикажани вежби на специјалните полициски единици. Lebrand Studio е моден бренд кој што и сообраќа на современата жена со интензивно секојдневие. Ова видео пак со сосема различна порака и атмосфера од претходното е на битолското модно студио Lebrand. Каква врска имаат едното со другото? Одговорот е финансиска. Говориме за пари и тоа 2.130.000 евра. Толку изнесува максималната вредност на рамковната спогодба, според која Министерството за внатрешни работи ќе нарачува, а Lebrand Design ќе изработува униформа во шара за специјалните полициски единици за следните 3 години. Тоа што Lebrand Design досега се занимавале само со женска мода, а не со униформи, е едно од прашањата што се отвораат по оваа сделка. Првенствено, Lebrand е микрокомпанија со просечно двајца вработени. Според податоците од Централниот регистар, вкупните приходи на фирмата во 2024 година изнесувале 20.651 евро. Не се многу различни ниту претходните 2023 и 2022 година. И сега, наеднаш, добиваат тендер кој може да достигне 2.130.000 евра, што е 100 пати повеќе од годишниот приход на фирмата. Според базата на Бирото за јавни набавки, Lebrand како фирма нема добиено договор за јавна набавка, што значи прво па 2 милиони евра. Како ќе шие маскирни униформи кога досега шиела само женска облека? Како ќе постигне кога има само двајца вработени? Ова беа само дел од прашањата што ги упативме до собственичката Лиле Кадинска. Откако не добивме ништо повратно во рокот од неколку дена што го оставивме за одговор, отидовме на адресата на компанијата. Тоа што го најдовме е дуќа на улицата Климент Охридски 25 во Битола. Однадвор не може да се заклучи што има внатре, но од видеата на социјалните медиуми предпоставувавме дека тоа е моден салон или студио. Тропнавме на вратата на Lebrand и ни отвори господјата Кадинска. Но кога ја забележа нашата камера, се вознемири, ја прекина комуникацијата и повика полиција. Одговори секако не добивме. Останавме некое време пред седиштето на Lebrand чекајќи ја полицијата. Бидејќи никој не дојде во следните 30 минути, преку пораки и телефонски повици се обидовме да ја прашаме Кадинска дали навистина повикала полиција, за да почекаме. Не добивме ништо повратно, па по некое време си заминав. Lebrand не се единствените што ќе шијат униформи за специјалците на МВР. Делот од договорот за еднобојни униформи, вреден
1.710.000 евра со ДДВ го добила фирмата со име Pamitex Team. Според податоците во Централниот регистар, тие во моментов се сместени на Орце Николов 188/2/11 во Скопје. Ја побаравме адресата, откако и тие не ни одговорија на прашањата упатени по електронска пошта и по Viber. Бараниот локал не беше меѓу дуќаните од предната страна, туку испадна дека во прашање е стан до кој се доаѓа преку влезовите од задната страна на објектот. Задзвоневме на домофонот според адресата во Централниот регистар. И уште еднаш. Никој не ни одговори на адресата на Pamitex Team. Името на фирмата не можеше да се забележи на ниту едно место во влезот. На сандачето од станот каде е регистрирана фирмата е испишано семено презиме кое формално не може да се поврзе со податоците во Централниот регистар за Pamitex Team. Подоцна, проверувајќи ги јавно достапните податоци, дојдовме до сознание дека станот е седиште на адвокат. Всушност, регистрите ни останаа единствен достапен извор за Pamitex. Pamitex Team е фирма формирана на 18 ноември 2024 година и е во целосна сопственост на Team Traders Company од Белград. Тие пак, според податоците од Српскиот централен регистар, се формирани во 2014 година и се занимаваат со производство на работна облека. Газди се известни Радомир Митрич и Бранислав Панчич. Последната година за која има податоци, 2023-та, оваа фирма има приходи од 3.790.000 евра. Иако српската фирма покажува поголема економска активност, не најдовме интернет страница или профил на социјалните медиуми. Така што, не знаеме точно какво искуство имаат. Но друг факт отвора поголема дилема. Датумот кога Team Traders отвора филијала во Скопје е 18 ноември 2024 година. А тендерот за униформите МВР прв пат го објавува на 7 декември 2024, што значи 20 дена по регистрирањето на Pamitex Team во Скопје. Кога една фирма прв пат ќе се регистрира на системот за јавни набавки и веднаш ќе добија голем тендер, тоа е еден од индикаторите на Државното биро за јавни набавки за така наречено црвено знаме. Секоја година институцијата прави извештаи за таквите договори кои потпаѓаат под категоријата сомнежи за колузија и договарање. Дали ја отвориле фирмата само за тендерот? Дали се согласуваат дека тендерот што го добиле заслужува црвено знаме? Беа само некои од прашањата што ги упативме до Pamitex Team, а на кои не добивме одговор. Како воопшто било можно една микро и една штотуку формирана компанија да добија тендер во вкупна вредност од близу 4 милиони евра? Одговорот е во тендерската документација. Министерството за внатрешни работи не барало ниту еден посебен услов од фирмите што сакаат да поднесат понуда во смисла на критериуми за број на вработени, приходи, предходни договори и слично. Се барале само стандардни услови како што се фирмата да не е во стечај или ликвидација, да и се платени даноците, другите јавни давачки и слично. На огласот, кој претрпел неколку измени и продолжување на рокот за доставување понуди, се пријавиле 3 фирми. Освен двете добитнички, во игра била и Микеј Интернационал од Скопје, компанија со искуство во трговијата со оружје и опрема, вклучувајќи и униформи. Но понудата на Микеј била отфрлена како некомплетна, бидејќи Комисијата за јавна набавка заклучила дека при евалуацијата на документацијата од понудата во доставените извештаи од испитување на готов производ утврдила дека не се опфатени сите барања во техничките спецификации. Микеј ја обжалиле таквата одлука пред второстепената комисија за жалби по јавни набавки, каде аргументирале дека и кај прифатените понуди се сторени низа пропусти во доставените извештаи од испитување на готов производ. На крај сепак, од второстепената комисија ја отфрлиле жалбата на Микеј Интернационал, со што е одстранета пречката МВР да потпише договор со Лебранд и со Pamitex. Од Микеј одбија да ја коментираат жалбата или набавката. Од Министерството за внатрешни работи велат дека униформата и незините делови се уредени со подзаконски акт, во кој се уредени составот, квалитетот и кројот, а согласно тендерската документација.
Како доказ за исполнување на барањата преку доставените мостри е побарано доставување на извештај од лабораториска анализа и испитување на готов производ, кој треба да е издаден од независна акредитирана лабораторија, односно контролно тело, кој се доставува во прилог на понудата. Овие барања се докажани од страна на понудувачите со кои се склучени рамковните спогодби. Па, велат од МВР, од доставените мостри е доволно очигледно дека избраните фирми имаат можност да ги сошијат униформите, иако додаваат дека не знаат дали имаат искуство во такво нешто. За одлуката да не бараат построги услови за конкурирање како број на вработени, претходно искуство или годишни приходи, од МВР одговараат. Од претходно искуство е утврдено дека најчесто критериумите не помагаат за избор на поквалитетна понуда при спроведување на постапките за јавни набавки. Од праксата е увидено дека дефинирањето на критериумите најчесто ги одвраќа малите и средните предпријатија да земат учество во постапката за јавна набавка, кои се најконкурентни на пазарот и нудат најниски цени. Од МВР додаваат дека фирмите што останале во игра на крај надавале и ја спуштиле почетната цена за 14,4% за еднобојната униформа и 27,9% за униформата во шара. За фактот пак, дека Памитекс Тим е фирма регистрирана само 20 дена пред распишувањето на тендерот и дека веднаш им се посрекило, што според извештаите на Бирото за јавни набавки одговара на дефинициите за тендери со црвено знаме. Од МВР одговараат: не постои критериум за елиминација, бидејќи некоја фирма не е доволно долго регистрирана во системот за јавни набавки. Во постапката е вложен максимален напор за овозможување учество на што поголем број на економски оператори и сакаме да искористиме оваа прилика преку вас да апелираме до сите заинтересирани страни да земат учество во што поголем број на сите идни постапки за јавна набавка кои се планирани кај Министерството за внатрешни работи. Ние како институција остануваме отворени за соработка со сите заинтересирани страни и спремни сме да одговориме на секое разумно и аргументирано барање. Нам можеби не ни одговорија, но Памитекс Тим и Лебранд Дизајн секако ќе мора да одговорат кога МВР ќе им нарачува униформи согласно договореното. Бидејќи станува збор за рамковна спогодба, полицијата неверојатно ќе им нарачува од време на време во текот на следните 3 години. Но теоретски, може и наеднаш да нарача униформи за максималната вредност, а и да не нарача ниту една. Како и да е, тогаш можеби и ќе се дознае кој навистина ги шие униформите за македонските полициски специјалци. Во Лондон денеска беше потпишан договорот влада со влада меѓу Обединетото кралство и Северна Македонија. Тоа е првиот конкретен чекор кон изградба на брза пруга од Табановце до Гевгелија и на неколку болници, за што земјава ќе позајмува по околу 400 милиони евра во следните 5 години. На оваа тема Владимир Мирчевски разговараше со британскиот амбасадор Метју Лосон. Меѓу другото го прашува за некои детали за кои се уште нема прецизни информации во јавноста. Ambassador, a government-to-government or so-called G2G agreement is being signed between United Kingdom and North Macedonia. A strategic partnership agreement is also expected to be signed between the two countries. From here, I would like to ask you what exactly the agreement, the government-to-government agreement covers, and wouldn't have been more, let's say, logical first to have signed the strategic partnership agreement because it covers the overall future cooperation between UK and North Macedonia. Thanks very much. It's great to be back on your show. The first thing I think to say is that this is really a pivotal moment in UK-North Macedonia relations. We've had a trade relationship with you, as you know, that is really significant and a fantastic bilateral relationship as close NATO partners. Really, these two documents in which the strategic partnership is the overall framework and the government-to-government agreement is an important step change in our trade and investment relationship are really a step change in our whole bilateral relationship with this country. So it's really exciting. To answer your question directly, I think both governments decided in someone else's capital, fantastic capital Tirana, in a slightly chaotic format, the EPC, with a lot going on, it didn't feel the right moment to sit down and sign documents. So for both sides, the important thing is that our Prime Ministers came together and announced the strategic partnership. We're taking government officials and the Deputy Prime Minister, joined now I think by Deputy Prime Minister Majiti. It's fantastic that
we've been able to get him along as well, to sign the government-to-government this week in the UK. So it's really a sequencing issue. It's a formality to sign the documents, but actually the G2G document is important because it contains the financing component. So that needs to be signed as soon as we can, so we can get on with delivering the important trade projects under the G2G. And what about the strategic partnership? It's a formality, as I say. It can be signed at any time. My Prime Minister is very happy that I sign it. I think it's going to be difficult in the short term to get the Prime Ministers together again, but it is a formality. So it brings together all of the different aspects of our relationship. It doesn't need to be signed to be in force. Mm-hmm. So far, details are unknown concerning the G2G agreement between two countries, and let's say, to be blunt, where the money will come from, how much money are we talking about, who will lend the money. So also the interest rates and the repayment period have not been announced. Could you be more precise, because the devil is in the details, as they say? Sure, very, very happy to be. And as I think you've seen earlier today, a press release from the signing itself, which gives a lot more detail. So let me unpack that for your viewers. The government-to-government agreement is really about a step change in terms of a strategic partnership on investment between our two countries. Now, what that includes is businesses and governments working together in partnership. It includes technical assistance from British government departments to support infrastructure projects. And I think you've heard the government already talking about the two priorities, which are high-speed rail and health infrastructure. Hospitals. So what the citizens can really expect from this is high quality and quick infrastructure builds with British expertise built to British standards. And part of the government-to-government partnership that's so exciting is that we'll be bringing in government institutions on our side to support with technical assistance. So, for example, we will have NHS specialists working with your government on the hospital build, and we will have the Crossrail Consortium, if the government wants it, we've offered it, which is the consortium that built and designed the very complicated engineering feat of the East-West London Rail transportation network. We're bringing that technical expertise to bear. On the finance side, as I think you've seen from the announcements from our government, there is a UK export financing envelope which provides the financing agreement. There's a total of £5 billion as an envelope within that agreement, and the government is so far looking at using under that facility around I'm talking in British pounds, but if we convert it to euros, it's a little bit more, around £2 billion of that facility for strategic rail and hospitals. So there's a lot of numbers flying around at the moment, but just that's to be absolutely clear what those numbers mean. And in terms of investment and in terms of building the trade relationship, I mean, first of all, I've had a couple of people say, well, why is the UK doing this right now? What does this matter? We are your second largest investor in this country, and over half of UK trade with the whole of the Western Balkans is with North Macedonia. So from our side, this is about building the trade relationship, about hundreds of £millions of economic benefit to North Macedonia and hundreds of millions of pounds of economic benefit to the UK as well. That's part of the government's growth strategy. It's also part of our improved sort of bilateral partnership offer. So that leads me to my next question. Is there a sense which British companies are going to apply for this kind of infrastructural projects, railway, health sector, hospitals? Because, to be honest, G2G agreements, according to the British government, are primarily tools that support the British businesses on one side. Yeah. So the question is there interest among specific British companies that would like to work in Macedonia? Yeah, it's a really good question. To be absolutely honest with you, of course, we would be delighted to see British companies as part of this, and we want to work with British companies to make the strongest possible bid under the G2G arrangement. To access UK export financing, very similar to other OECD export financing schemes, there's a minimum requirement. So it's about 20% minimum required British contract content in any of the deals. The exact details of the procurement and which British companies are part of that and in what form and in what part of the supply chain, that's up to the government.
and certainly we've introduced British companies to the government. I can't probably name them now, but as soon as we can, we'll come back to you and we'll be open and transparent, and that's part of the negotiation. But the formal requirements are those. It's the envelope of funding, and up to 20% of it has to be British. So it leaves the government plenty of room to decide what's right for the government. Frankly, I think British companies are world class. We have a fantastic offer, and we'd love to see them in the strategic pole position in terms of these agreements. You said there's a big British economic interest in North Macedonia. The country has been part of the visa-free regime with Schengen since 2009. Now we are talking about strategic partnership and even bigger investments of British companies in North Macedonia. But on the other hand, we don't see a visa-free regime for Macedonian citizens. Can we expect any progress on this issue? Because this is a pressing issue for a lot of people. Yeah, it's a great question. I mean, I'll say, as honestly as I said in the press conference last week with the Prime Minister, as British Ambassador, I would love to see a relaxation of the visa regime. You won't be surprised that it's what a lot of people tell me they want. And with such a strong trade relationship that's going to go from strength to strength with this agreement, there are a lot of arguments in for. I'll be equally frank that for the British government, this is the issue of migration is a huge domestic pressure. It's probably the top issue for British voters right now. And the migration pressures as a whole, across the whole of the world, are such on the UK that it's quite difficult for the British government to find a way for any country, and this has been part of this week's discussions and negotiations with the EU, to find a relaxation of visas. That said, we will keep looking at it, we'll keep having the conversation. Business wants it, and I hope, we'll keep you in touch with how that progresses. But there are a lot of arguments for, and I do understand from ordinary citizens that the visa regime is one of the big things that they want to see changed. Your government raises it every time they come to London. I'm expecting them to raise it again every time they come to London. So let's keep talking about it. EU integration of Macedonia is blocked. And do you think that the government is, in these circumstances, is using or trying to present these arguments, these arrangements, to be more precise, with London, as some kind of, I would say, substitute for EU accession? Because we've seen talks and also the reactions from the opposition that this kind of moves by the government concerning the loans, not concerning the strategic partnership, shows that the government is not so pro-EU oriented now. Again, it's a great question. So just to be absolutely clear, British policy on EU accession for this country is unchanged. We fully support it. We are fully in favour of it. In private, we regularly discuss it. We're here to help with any aspect of that. Between the United Kingdom government and North Macedonia, as I've said, the primary driver for the economic component of this new partnership, which is the G2G, is essentially about trade and investment already with a really significant bilateral trade partner. So there's no real choice between one or the other. It's absolutely possible for this country to move forward on its EU accession path, and the British government absolutely hopes that will happen as soon as possible. On the other hand, it's equally possible to have government agreements with individual EU partners within and member states within the EU. So there's no choice between the Brits and the rest here. What we have and what we're focusing on is this fantastic trade relationship. We've got scores of great British businesses here. We've got a new business association set up, and this was about a step change to take that and the investment partnership to the next level. And that's really what this is about. So, to put it simply, you're saying do business with us, but also continue with the political reforms and the political path towards European Union. Absolutely, that's right. And that's what we regularly discuss with the government. There's no false choice. And we very much hope that this country will be a full member of the European Union soon. Thank you very much. Thanks so much for your time. И понатаму сте со 360 степени на Марата 1. Проблемите што Скопје ги има со јавниот превоз им се познати и на оние што не го користат. На јавниот превоз се однесува сторијата што следува на нашиот Хекура на Кифи, но не на проблемите, туку на една новост што веќе е етаблирана во поразвиени држави. Во следните недели скопјани првпат ќе добијат форма на јавен транспорт која на англиски се вика car sharing, во слободен превод на македонски споделување автомобил. Најкраткото можно објаснување е дека ќе функционира слично како изнаемувањето тротинети. Повеќе во продолжение.
Поминаа точно 2 години откако скопјани последен пат добија нова форма на јавен транспорт – електрични тротинети за изнајмување. На почетокот некои завршуваа и во канта, но се покажа корисни, имајќи ги предвид сите проблеми со градските автобуси. Деновиве, во духот на европските трендови, почнува нов јавен транспорт во Скопје – изнајмување електрични автомобили. Вкупно 100 такви коли купило локално представништво на словенешка компанија. Земено во предвид возило доколку го купите, во текот на 24 часа максимално го користите 2 часа во денот, во идеални околности. Се останато е не профитабилно, односно не е соодветно искористување на возилото, така да тука доаѓа Аванкар како регионален лидер и потполнување на тој вакуум простор, односно соодветно решение. Значи, новиот систем примарно цели на оние што имаат потреба од автомобил, но во кратки периоди во денот или пак само во некои денови. А како се ќе изгледа во пракса, побаравме одговор преку пробно возење со Дарко Стефановски. Едно од клучните прашања кој се наметна е паркингот. Електричните автомобили за споделување, вели нашиот соговорник, ќе може да се подигаат и оставаат само од точно одредени паркинг станици. Поентата е да цел град да биде покриен, значи секаде каде што има потреба, секаде да биде покриена по оборувањето, односно да се излезе во пресред на граѓаните. Секако тоа ќе се одвива во неколку фази, со тоа што во идеални околности планираме на 500 метра растојание да има од една до следна локација, така да биде сегден во домет на 5 минути движење низ градот пешачење. Истите локации ќе бидат и за подигање и враќање на возилата. Паркинг места за возилата за споделување се обележени со посебна боја. Докажано е во пракса дека тоа е не пречка за многу скопски возачи да го остават возилото и каде што не му е местото. Затоа паркинг местата се обележени на приватен простор. А возењето по булеварот Партизански одреди, каде веќе се поставени камерите за автоматско регистрирање прекршоци, само го наметна прашањето кој ќе одговара за евентуалните прекршоци со возило што се споделува, како при возење, така и при паркирање. Во делот на управувањето на возилото, апликацијата е врзана за самото физичко лице, односно за самиот корисник кој управува позади возилото. Така да во даден временски интервал, зависно од вашиот наем, се знае кој има управувано со возилото. Во тој дел имаме пристап комплетна архива и секако вие како корисник на вашиот профил имате архива за минатите наеми. Така да ќе знаете кога сте управувале со возилото, колку надомест имате, ваучерот доколку ви е искористен, колку средства имате на паричникот, така да за секаква дополнителна помош секогаш можете да се обратите во нашиот контакт центар, односно центар за корисници кој ќе работи 24/7, секако во интерес на граѓаните, на корисниците. Од центар преку Партизанска стигнавме до спортскиот центар Борис Трајковски. Тоа е една од точките каде што ќе може да се остави или подигне електричен автомобил. Тука дознавме дека за почеток нема цело Скопје да биде покриено со паркинг станици. На првиот потек планираме од некој си ренч или домет во прва фаза на потек од Карпош 3, Карпош 4, општина Аеродром, населба Аеродром до автокоманда и општина Чаер. Тоа е некој си прв ренч, домет во прв круг, прв прстен, што планираме да ја вклучиме услугата, секако планираме да се шириме спрема периферијата и дополнително плюс нови локации за секако на 500 метра да има од една точка до друга точка. Тоа што на почетокот нема да има станица во, на пример, Бутел, не значи дека возилото нема да може да се вози до таму за да се заврши некоја работа. Само нема да може таму и да се остави. Ние пак решивме да направиме мини турнеја од еден до друг крај на градот. Од Борис Трајковски во Карпош до салата Јане Сандански во Аеродром. Тука ја пробавме и постапката за изнајмување возило. Прво, ќе мора да имате инсталирано соодветна апликација, а пред воопшто да може да влезете во кола, ќе има процедура во која корисникот ќе докаже дека има важечка возачка дозвола. Хекурон буквално, секогаш на апликацијата треба, за да функционира соодветно, треба да имате уклучена локација. Која ќе уклучена локација ќе ви даде најблиску која е
авантогол станица до вас физички. Моментално секако сме на Борис Трајковски, кликнуваме на спортскиот центар Борис Трајковски, ни дава возила достапни на самиот паркинг, одбираме едно од достапните возила, правиме резервација на возилото, старт рентал и обележуваме чистотата доколку има штета возилото, секако пребележуваме, дефинитивно во овој случај возилото е без штета, конфирм рент и буквално одлучуваме и почнуваме да со употреба на услугата. Може да се возиме, а? Секако. Сите овие механизми се смислени за возилата да ги возат само лица со положен возачки испит, но и ако настанат штети, да се знае кој за што е одговорен. Но тоа се сепак споредни прашања во однос на главното, колку ќе чини возењето по километар. Стефановски не сакаше да ја открие цената пред официјалниот старт, но кажа доволно за да се предпостави рамката. Цената хекуран ќе биде комплементарна, односно ќе биде на дополнување на што е во делот на мобилност, односно на такси услугата. Ние не се доживуваме како конкуренција, но туку се доживуваме како дополна на јавниот сообраќај, односно јавниот сервис. Секако тука влегува автобускиот превоз, железничкиот превоз, такси превозот и секако каршерингот како најнов елемент во делот на мобилноста и на движењето на граѓаните. Значи нема да биде некоја вау цена, многу. Дефинитивно цената ќе биде многу конкурентна и пристапна за граѓаните на Скопје. Го завршивме возењето и паркиравме кај спортскиот центар Јане Сандански. Дел од паркингот таму е едната од станиците. Само официјалниот старт ќе го даде одговорот колку лица и фирми во Скопје се заинтересирани да користат ваков транспорт, ако е по цена како за такси. Но тука се и контрааргументите. Во делови од денот во Скопје не се доаѓа толку брзо и лесно до такси, а тука е и еколошката компонента. Електромобилите не испуштат CO2. Од Министерството за животна средина вела дека поддржуваат вакви проекти кои придонесуваат за намалување на загадувањето на воздухот. Со овој проект ние, како што истакнав, сакаме да дадеме пример, бидејќи според проценките едно вакво возило заменува 10 дури до 15 приватни возила кои што загадуваат, кои што прават бучава по градот и кои што прават метежи на паркинг местата. Ние во Скопје имаме ограничени паркинг места и со овој чекор ние допринесуваме за почист град. Од Министерството за животна средина додаваат дека се планира набавка на 80 до 120 електрични автобуси кои ќе бидат за град Скопје, но и за другите поголеми градови, со цел намалување на сообраќајниот метеж и почист воздух. Министерството за одбрана и армијата пред околу 2,5 години почнаа процес на родова самопроценка со намера да се стигне до сеопфатни и систематизирани информации на тема родова рамноправност. Процесот кулминираше со креирање акциски план како рамка за унапредување во период од 4 години. Како се одвиваше родовата самопроценка и што предвидува планот од Зоран Јовановски? Јас секогаш викам, не е дадена можноста за да се постигне нештото. Ме разбирате ли? Дури, еве, јас најодговорно пред сите тука кажам, мене да ми понуди некој да бидам командант на бригада, викам да, можам и умеам да го направам тоа. Ме разбирате ли? Оваа порака на Билјана Блажеска, аѓутантката на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, беше упатена на конференција на која беа представени извештајот за родовата самопроценка и родовиот акциски план на Министерството за одбрана и армијата. Тие речиси 2 години работеа на процесот кој требаше да даде одговори на прашањата дали мажите и жените имаат исти права, услови, можности и одговорности и како да се стигне до рамноправност. На крајот на 2022 година, Министерството и армијата започнаа со родова самопроценка за да стигнат до јасна слика за нивото на родовата застапеност, како основа да се направи акциски план за подобрување на родовата еднаквост.
Според податоците од 2023 година, жените сочинуваат 11% од персоналот на армијата. Меѓу цивилните лица 30% се жени. Кај офицерите ги има 20%, а подофицерки се 12%. Меѓу професионалните војници во армијата пак 6% се жени. Во Министерството за одбрана состојбата е малку подобра. Од вкупниот број вработени, 32% се жени. Родовата самопроценка почна додека министерка за одбрана беше Славјанка Петровска. Во интервју што го снимивме во октомври 2022 година, таа рече дека процесот е неопходен за развој. Наша цел не се само бројките, зголемување на бројките на процентите на застапеност само по себе, туку многу повеќе, а тоа е да навистина жените го добијат местото кое го заслужуваат согласно своите капацитети, своите перформанси и се разбира со тоа да ја подобрат во значителности работата на Министерството и армијата. Отпочна сеопфатна анализа на политиките, практиките, инфраструктурата и опремата, како и на организацијската култура во Министерството и армијата. Домашни и странски експерти работеа со фокус групи и реализираа работилници и анкети со вработени. Во анкетите беа вклучени 536 вработени, а направени се и 28 интервјуа со раководни лица и команден персонал. Консултантката од Соединетите Американски држави, Хедер Хитенен, вклучена во процесот, смета дека сите организации функционираат со поголема ефикасност кога има родова еднаквост. This process is not just looking at the advancement of women, it's looking collectively at the experiences of men and women within the MOD and the armed forces to identify what, if any, barriers or gaps exist for men and for women, and what the opportunities and entry points are for both men and women. I think that's real important that we understand that we're talking about gender equality and that involves both parties. Работата резултираше со изработка на два документи – родова самопроценка и родов акцијски план, кои беа представени на конференција во Скопје. Експертката за родова еднаквост Даниела Антовска рече дека во определени случаи мажите се перцепираат себе си во понеповолна положба на работното место, а во други таква перцепција имаат жените. Генералниот заклучок е дека мажите се наоѓаат во поповолна положба, а наодите од фокус групите и од интервјуата го подкрепуваат овој факт поради постоењето на се уште заснованите родови стереотипи, предрасуди, родови норми и ставови. Пат на континуирано работење Полковник на Билјана Блажеска, ајутантката на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, во процесот беше вклучена како експерт од практиката. Таа рече дека во текот на незината кариера запознала жени кои, иако имаат квалитети и способности, не им била дадена можност да ги покажат. И после 30 години можам да кажам дека е многу тешко да се дојде до столче на округлата маса, на столче каде што се донесуваат највисоките одлуки. И овдека ќе се оградам и ќе кажам дека пред се мислам на униформираниот дел, на жените кои што ја носат униформата, бидејќи во цивилниот дел Министерството за одбрана е малку поинаку. Во насока на напредувањето на родовата еднаквост, Подполковник Страшо Стојчевски е еден од 28-те НАТО сертифицирани обучувачи за родова еднаквост во Министерството за одбрана. Тој потсети на меѓународните и домашно прифатените документи од кои произлегува родовата еднаквост како обврска. Овозможија унапредување и зајакнување на капацитетите на родовите механизми во Министерството и армијата, унапредување на работните услови и инфраструктурата, флуктуацијата во службата, професионалниот развој, ангажирањето на мажите и жените на нивните работни места. Многу голема поддршка и дојдат прочами од самата... Експертката за родова еднаквост Неда Чаловска-Димовска порача дека акцијскиот план дава насоки за тоа што треба да направи државата во период од 4 години за подобрување на родовата сензитивност во одбранбениот сектор. Некои од препораките се при поставување на различни позиции и исти квалификации на кандидатите, предност да им се даде на жените, тие да се охрабрат да завршат високи школи, да се зајакне обуката и информираноста за заштита од сексуално вознемирување, како и да се унапредат опремата и инфраструктурата. Не е изненадување тоа што инфраструктурата е прилагодена, да речеме, повеќе за мажите, заради тоа што, како што кажавте, до 97 жените воопшто
нели не учествувале во армијата, така што овие објекти се изградени во тоа време и во меѓувреме не се прилагодени, така што планот предвидува сериозна анализа од родов аспект на овие објекти и соодветна промена на истите, а во делот на опремата прилагодување особено на борбената униформа. На конференцијата присуствуваше државниот воен врв, врховната командантка Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот на армијата Сашко Лавчиски. Дадоа поддршка за спроведување на акцискиот план. Ние мора да го израмниме патот и да отвориме простор за извонредност, без оглед на тоа од каде таа доаѓа. Јас, уште во мојата кампања, најавив дека имам амбиции за отварање на регионален центар за извонредност и очекувам тука помош од нашата представничка на заменичката во НАТО, Радмила Шекеринска. Родовата самопроценка, ќе цитирам дел од главните наводи кои го покажуваат нашето место и достигнување во оваа област. Во неа јасно е наведено дека евидентно е постигнат напредок во зголемување на бројот на жените во Министерството и во армијата и дека постои охрабрувачки и позитивен тренд на поголема застапеност на жените на раководните позиции во Министерството. И факт, која убава вест, вчера ја спомнав и на председателката, е дека во Министерството за одбрана, како што спомнавте и вие, најпочитувана институција помеѓу граѓаните и се разбира армијата, во Министерството на раководни позиции, односно службеници, се преку 52,3%. Во име на поддржувачите на програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор, зборуваше амбасадорката на Кралството Шведска, Ами Ларсон Джейн. Таа ги повика и мажите и жените на заедничка работа во реализацијата на родовиот акциски план, зашто родовата еднаквост носи и економски бенефит за сите. And for those who may need an extra argument beyond the rights and the fact that it's very much a principle that should underpin any modern society. I'll also mention that the OECD assesses that 10 to 20% of Swedish growth in the last 3 decades are due to gender equality policies. Just to add that extra economic argument for those who take that, who think that that's, which is an incredibly important lesson for us. We started from a rights perspective and we gained economic growth. Процесот на родова самопроценка се спроведе под покровителство на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ. Заменик директорката Беатрис Годефра оцени дека е направен значителен напредок во родовата еднаквост, истакнувајќи ги законските подобрувања. Let me just list some of these measures to be very practical. We're looking at further strengthening gender structures within the ministry and the army, promoting gender balance through mentoring and affirmative measures for women's participation in higher military education, implementing recommendations to enhance gender balance in leadership roles, appointing additional authorized personnel, mediators, trainers for workplace harassment protection. And so on and so forth. I would just name a last one, which is encouraging paid paternity leave. Министерството за одбрана и армијата имаат период од 4 години за реализација на препораките од родовиот акциски план, што треба да води кон подобрување на родовата еднаквост. Во продолжение ве поканувам заедно да ја одгледаме новата саботажа. Траекторијата на действувањето на таравари на политичката мапа јасно и до максимум ги експлоатира сите можни и расположливи маневри на движење. Патешествието на кое се буди љубовта со Заев трае пократко од проектот Ало таравари. Разделбата е тешка, но симпатиите остануваат. Заев имаше историска шанса да биде Тито во Македонија, меѓутоа не го искористи тоа. И да е така, веројатно не е. Ширум беше отворена преградката за Мицковски. Кој знае, но недоволното количество неискреност во пристапот беше осуетено, а лидерот на тогашната опозиција беше предупреден дека недоволно знае за манирите на партнерот во најава.
Господинот Мицковски веројатно не го препознал господинот Таравари. Може тоа господинот Таравари тимот околу него да го гушка. Но опомената е несватена и гушкањето прераснува во неприкосновена доверба, која резултира со историска подршка за нов мандат. Надвор од клишета, прв пат за партијата, без предрасуди и отворено. Кога јас би бил гостиварец, немам никаква дилема дека иден градоначелник е Арбен Таравари, да го поддржиме доктор Арбен Таравари, сегашниот градоначелник и иден градоначелник на општина Гостивар. Победата носи сепа и желба од локалната пак да се игра на големата сцена. Новото парламентарно мнозинство е на повиду, а се подклекнува и пред предизвикот и покрај фактичкиот анимозитет. Формално се става подпис покрај оној на омрзената левица. Ја мислам дека ќе помине, ќе падне владата со 62, моје мислење, ќе видиме задуте. А потоа за формирање на нова влада, тек ќе видиме какви ќе бидат и услови, ќе има и преговори и евентуално дали ќе се успее да се направи. Меѓутоа, ја мислам дека има добро расположение. Доброто расположение трае до дента кога обидот е неуспешен, откако телото на еден пратеник на Беса отсуствуваше од собранието, трагајќи по своето срце во Вашингтон и во Брисел. Нестрпливоста беше голема, а таа доволна по кусо време да се случи нов пресврт и трескање на вратата за актуелната љубов. За жал можам да констатирам веќе ВМРО е влезено во орото кое што го раководи левица, кое што оди напред со левица. Ние не можеме да ги вратиме, меѓутоа не можеме и себе си да се оштетуваме. Влезот во кабинетот на Ковачевски беше дочекан со толкаво воодушевување, исто како што беше и квантумот на разочарување по неговото напуштање. Ама изгледа и тогаш, како и сега, дијагнозата за докторската принципиелност и влијателност е слична. Ја не сметам дека Таравари е толку судбоносен за иднината на државата. Сепак се работи за политичар од Гостивар, кој што е успешен доктор, кој што прави своји политички калкулации и еквилибристики, меѓутоа иднината на државата не може да зависи од еден човек. И на крајот, таман кога сите помислија дека председателскиот кандидат на влени министер е конечно на вистинското место, него ни таму не го држи. Приказната продолжува. Тој го одбра својот пат. Никој никому не може да направи толкава штета како што човек може сам на себе си да си направи. Морате да се менува плочата. Еднаш, два пати, 100 пати. Иако изгребана, таа и натаму ќе подскокнува. Ама веќе ќе нема кој грамофон да ја врти. Завршуваме. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ве поканувам да видите повторно со нас в понеделник во истиот термин од 20:15 на оваа фреквенција. Пријатно!